Убиството на матурантот Ангел предизвика огромен револт, особено кај младите, кои својот револт често го изразуваат со омраза против оинаквите, односно го упатуваат кон една друга етничка група, во случајов зборуваме за етничките албанци. Што се случува и зошто толкова омраза кај младите и толкаво ниво на агресивност? Во ова издание на студиото на Нова го поканив Азис Положани, поранешен министер за образование во владата на Република Македонија. Господин Положани, за почеток, како е вашиот коментар кога ги гледате овие изблици на насилство, агресивност и кога еден случај, кога еден убиец убива еден невина жртва, се претвораат, директно стануваат закана за меѓуетничките односи во Македонија? Како прво, јас мислам дека можда е добро и би сакал да изразам сочувство до семејството на загинатиот, значи овие два дена од Јоше Петров, бидејќи тоа е една многу несакана и немила, да кажеме, ситуација која што веројатно или за анализа, за прав одговор на прашањата што вие ги поставите, веројатно се потребни подлабоки анализи и ќе треба и понатаму со таа работа чак да се занимаваат повеќе сегменти на општеството, зашто како вие го поставивте прашањето, тоа е типично социолошко прашање, значи разгледување на сите аспекти кои што влијаат на таквото однесување и на таквите, да кажеме, реакции од една и од друга страна, за да се изнајдат после начини за пристап кој што веројатно ќе секој во својот домен ќе може да ги насочи тековите на друг правец. Имено кога би рекол тука за одговорноста на образованието, сигурно дека и образованието има влијание или има свој дел на одговорноста во веројатно и во начинот на однесување, и во начинот на размислување чак на ова млада генерација, али би рекол дека не е само образованието таа која што би можело само себе, значи само по себе да го реши проблемот, него како што беше и прашањето поставено, треба поширока анализа, веројатно и од овој тип, значи социолошки тип, да се изнајдат сите аспекти што влијаат во овој домен, и за да извлечеме соодветни, значи, и препораки да секој сегмент во својот домен ги реализира своите задачи. Очигледно е дека образованието како еден сегмент кој што на некој начин е одговорен за едукацијата и за значи подготовка на младите на нивниот, значи на нивниот живот, да во иднина подобро се снајдат, подобро реагираат, бидат покомпетентни и на некој начин да се однесуваат соодветно на трендовите. Мислам дека ќе биде дополнителна должност на сите образовни институции, како што реков, не само нивно. Не само на образование, него на многу повеќе институции. Вчера објавивме еден текст од господината Лина Ќостарова Унковска, која често се занимава и анализира и истражува тој проблем, тој феномен за насилството кај младите. Меѓу другото, во нејзиниот текст вели: добро го паметам времето од пред 12 и повеќе години кога во училиштата за прв пат влегоа, но не обстанаа мултиетничките програми засновани на правата на децата. Се сеќавам тогаш дека единствените кои сериозно ги сватија тие напори беа непосредните учесници во програмите, учениците и наставниците, додека сите оние задолжени од политичките и за политиките и реформите во образованието мислеа дека си играме играчки со децата. Моето прашање е, како човек кој сте учествувале, сте биле во институциите, сте биле одговорен во еден од битните ресори како што е образованието, дали некогаш се пристапило кон ова прашање сериозно, односно систематски? И зошто, например, вакви обиди, како што се реферира господјата Ќостарова Унковска, да се внесат тие мултиетнички програми образовни, не успеа во Македонија? И покрај декларацијата дека Македонија е мултиетничка, мултикултурна земја, за која сите се грижат да биде таква, уставно е така дефинирано, но во суштина, во нејзината содржина го немаме тоа.
Kako što so pravo gospođata konstatira to što govori u svoje pismo, inače ne je problem v to da nema veće takvi programi ili se ukinati, spored mojih informaciji, nego problem je deka ponekoš, jaz bare takvo čustvo imam, deka i to što je možno i ima prostor za realizacija v ovaj aspekt, znači da i vo segašnjite programi, a isto programi koji što, evo, građansko obrazovanje ostane kako predmet koji što i vo segašnji kurikulum, znači je na stranici, nego problem je kako tije se realizirat i kakva klima se stvara uopšto, znači v našoj ambijent, da tije programi bidat na neki način privlečni i da se implementirat kako što v zakonu je predvideno. Imeno, nije znajme deka, poznato je deka pravo to na obrazovanje, kako političko pravo, da kažeme, prirodno pravo na sve koje zajednica da se školува, ne znači i nemožnost ili podelba na ľudjeto, za da tije nemat kada da se sretnat ili kada da se razvivat i svojite, da kažem sega, i veštini za menadžment na razlikite. Zato, spored to što je proizlegува сега na način kako se sproveduva ova pravo, i zapostavujući ih i site aspekti kada što se predvidine i so segašnjijet zakon, i so programite kako možnost za sorabotka i među tije što učat na razni jazici, kako što se ekstrakurikularni te programi, kako što se učenje to na jazik od jedniot i na drugiot, pa vi znate сега deka kaj Albancite i so programa je predvideno neophodnost na učenje na makedonski jazik, ne samo na osnovno i sredno, nego i pri učenju na univerzitet, znači tije su obvezani da ima predmetni nastavni predmeti koji što ih realizira u makedonski jezik. Makedoncите v učebnicите имаат или baš to сакав да кажам. Се внесена содржина за да учат за историјата на албанците, но некако чудно сите наставници токму тој дел го прескокнуваат. Сега има едно прашање. Омразата, нивото на омраза едни кон други, не знам дали се мери воопшто, но очигледно постои. Прашањето е, тоа е проформе некој го става во тие содржини во учебниците, а потоа од некаде стига директива и некој вели, па не, тоа игнорирајте го. Па очигледно е преголемата политизација на сите сегменти доведува до тоа да не се нема доволно разбирање и простор за пристап кон овие проблеми на стручен и врз основа на добите практики во странството. Значи, ние имаме и стручњаци, како што вие спомнавте, една од нив, веројатно и господјата, а има и други, а има и добри практики од странство, кои што и пријатели наши, кои што доаѓаат тука и не упатуваат на овие проблеми. Па вие знаете кој што е положение од 2002 како министер до 2006, па милиони евра вложија странските фондации и странските држави во обид да се имплементираат политиките со кои треба да се потврди таа декларативна заложба на Македонија дека е мултикултурна и мултиетничка држава која треба да има систем кој менаџира разлики. Видите, и сега прашање што се случи со тие милиони? Веројатно дел од тие средства кои што се упатени се отиде на право место и одредени резултати во тој правец и имаше и веројатно има. Али за жал очигледно е дека ако тие сегменти или тие аспекти на образованието и на општеството не се чувствуваат како приоритет, целокупен приоритет на сите сегменти во државата, тогаш тоа побледнува и не може да се постигне целта. Имено, како што реков, комплексот е многу. Каде е тој проблем, таа блокада меѓу декларативната заложба и операционализацијата? Јас мислам дека не може, неодложно е веќе, за да се седне да се разгледат сите тие елементи, каде работите, значи не се развиваат на посебен начин, негде некаде, значи или нешто, може да кажем. Значи е време, мислам доволно имаме примери каде што реакцијата по разни основи врз било каков конфликт кој што може да биде без криминална основа, како што беше овој пред, да каже, за жал пред 2 дена и во Ѓорче Петров, реакцијата е на некој начин истина, што значи врз меѓуетничка основа. И тоа е нешто што стварно е опасно за Македонија и затоа мислам дека е последно време
пак да се седне, зашто мислам дека свеста за разгледување на овие состојби кај сите постои баш поради овие ризици. И мислам дека е време да се вратат овие приоритети. Како инсайдер во политиката, сте биле дел од тие структури. Ме интересира сега, кога се случуваат вакви настани, сега некои од партиите кои се во власт, седнуваат ли да речат, добро, луѓе, дајте работна група, што правиме сега? Ова не е прв пат, имавме протестите на младите албанци, во кои исто толкава квантумна омраза почувствувавме на улиците и повторно беа доведени во прашање меѓуетничките односи, а Македонија повторно некако на работ на војната доаѓа. Што би се рекло, од игра на деца. Седнува ли некој сега да поразговара, рече, добро, имаме ова и ова, очигледен пораст на насилство, што правиме? Се разговарали така? Јас мислам, иако се разговарало, очигледно... Или полиција, тоа ќе заврши, сега и сега готово утре, никога ништо тераме... Јас мислам дека, иако можда и се разговарало, јас немам сите информации, али веројатно не е доволно разговарано и не е сериозно разговарано. Затоа велам дека е време тоа да се разгледа по-сериозно, по-длабоко и по-широко во овој контекст. Со ангажман на сите фактори кои што се влијателни, почнувајќи и од образовните институции во сите нивоа, почнувајќи од нивото од владата, сигурно која што насочува политики и кај ни да биде ова приоритет, зашто ако не е владин приоритет ова работа, тешко е да профункционира во други нивоа. На ниво на локална самоуправа, зашто основното и средно образование на некој начин доста е сега и децентрализирано, на ниво на медиумите, кои што не во мал обем влијаат понекогаш во лоша насока и во, да кажам сега, и во несоодветно прикажување на состојбите со елементи кои што носат во друга насока, спротивна насока, тоа што треба да се носи на каде што треба. И од тој аспект мислам дека ќе да заокружам, иако е разговарано можда, не е доволно и не е доволно сериозно разговарано. Време е стварно сите фактори да се навратат во оваа проблематика, да разгледат каде се слабите точки, каде треба да се смени евентуално некоја да кажеме некоја правесна политики во овој смер, каде да се што треба да биде приоритет и кој делови на приоритет кој треба да ги одработи, за да стварно овие работи веќе престанат и на некој начин за криминал и криминални дејанија секој веројатно ќе има, али етничка реакција и таква реакција која што ќе ги надминува карактерот на самото, да кажеме, действие во овој момент и секогаш тоа ќе настрадат, да кажеме, меѓуетничките основи или тие ќе се продлабочат во правец на влошување, тоа веќе не треба да се дозволи. Мислам дека Македонија има капацитет и има луѓе кои што тоа и умеат да го направат. Тоа не се сомнева, она што се сомневаме, дали политичките елити кои составуваат влада, дали кај нив постои капацитет да ги детектираат проблемите, а потоа да ги адресираат на начин на кој тоа треба да се адресира. Инаку, како што можете Лина Ќостарова Унковска е една од нив, ги има многу. И ја имате и странската помош со сите фондови кои, како што реков, се броја во милиони евра, кои за токму голем дел предпоставувам од тие пари за овој проект пред 12 години за кој е правен обид да се имплементира, не успеа. Па јас пак ќе повторам, јас не знам дали имало, али велам дека иако имало, веројатно не било доволно сериозно разгледана ова ситуација. Сега е време, да не се очекуваат други проблеми, за да сите сватиме, и владата и други фактори, да ова работа треба сериозно да се разгледа и да се постави како приоритет во владата и во образовниот систем, али како што реков, не само во образовниот систем, да се разгледат решенијата кои што веројатно се предмет на законски решенија, подзаконски решенија, па и политики кои што се, како што реков, каде што ингеренциите се на сите чинители во одредени нивоа и да не се дозволи повторување на вакви работи, затоа што очигледно е дека во еден социоекономски амбиент и на една ситуација како што е еден да кажеме економски контекст кој што е Македонија, тие, да кажеме, превирања, чак и тие акти или немили состојби можат да предизвикуваат и поголеми трагедии кои што мислам дека после сите ќе им се чудиме, а ќе биде касно, а јас мислам дека Македонија, како што реков, убеден сум дека има капацитети
дека ќе биде поддржана во ова политика, веројатно и од странските партнери и наши пријатели. Има и внатрешна потреба, чак со огледом на тоа што сега доживуваме, и мислам дека е време тоа да се постави на соодветно приоритетно ниво на сите чинители и стварно да се превземат активности кои што ова работа ќе го на некој да го насочат на право. Да резимирам, дали ќе согласите со мене дека институциите и политичките елити несериозно му пристапиле на овој проблем и никогаш не помислиле сериозно да направат механизми кои вакви ситуации ќе превенираат? Според тоа што веќе неколку пати ние се соочуваме со исти ситуации и каде што, како што реков, сите конфликти, без разлика на која основа се осликуваат после на меѓуетничките односи или на некој начин ги влошуваат нив, очигледно е дека треба да бидеме поозбилни, посериозни и на некој начин доследни во спроведувањето на политиките кои што во суштина имаат, значи, елементи на зајакнување на меѓусебната доверба, на зајакнување на меѓусебната почит и на зајакнување на таа што значи социјална кохезија во едно мултиетничко општество, која што е предуслов за сите наши други предизвици и како кандидат кон евроинтеграциите, а и за нас самите. Затоа што без такви мерки, велам дека кои што се сочинуваат, значи од тоа што значи од взаемна почит, доверба и еден социјален, да кажеме, една социјална кохезија која што ги вклучува сите фактори внатре, значи мислам дека не само тоа што се случува, него може да Македонија да се фрагментира и по други основи, кои што после е многу потешко и многу по проблематично да се надминат. Добро, ви благодарам. За крај само да заклучам со цитатот, текстот на господина Лина Унковска Ќостарова, да продолжевме тогаш со такви подобри програми, денес сосема нова генерација на млади од 25 до 30 години, тогашни деца, ќе беа лидери на мултикултурализмот и поинаку и сосема легитимно ќе може да упатат пораки по трагичниот настан во Ѓорче Петров. И благодарам господине Продолжани што бевте гости. Благодарам и вам на поканата.